Почитувани, добар ден. Поминаа 20 на часот протестот против поскапувањето на струјата, на која ВМРО ДПМН, коалицијата и граѓаните побараа неколку работи. Прво, поевтина струја и секако професионализација на регулаторната комисија и оставка на партиските инсталации во комисијата на чело со председателот Марко Бислимовски. Имаме апсолутен молк од владата, Зоран Заев и неговите инсталации во регулаторната комисија. Зошто е таков отпорот од власта и мафијата на Заев во однос на нашите барања за покачување на цената на струјата? Имаме молк затоа што имаат бизнес интерес од тоа. Еве и како. Вчера бизнисменот Силјан Мицевски јавно кажа дека бил финансиер на СДСМ. Тоа никаде го нема во финансискиот извештај на Социјалдемократскиот сојуз. Но затоа, истиот ден кога тоа го кажува, се појавува овој документ. Ова е договор за коп на јаглен со рек Битола вреден 6 милиони и 250 илјади евра. Значи финансиеров на СДСМ, кој сам си кажува дека ги финансирал, а при тоа никаде го нема тоа во извештајот на партијата, си добил работа од 6 милиони и 250 илјади евра од рек Битола за ископ на јаглен. Поскапувањето на струјата, значи бизнис за СДСМ. Мафијата си продолжува со профит. Мафијата продолжува со бизниси. Затоа, ние продолжуваме со протести и утре пред регулаторната комисија со почеток во 14 часот, 1 час со автомобили ќе блокираме раскрсницата и пристапните улици пред регулаторната комисија. Протестот ќе започне пред Палома Бјанка. Овој протест е насочен кон владата и мафијата. По скапата струја, значи по сиромашен народ. Ви благодарам. Прашања? Едно прашање пристигна до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Ваш коментар и став во врска со најавата на Дума Русковска дека поднесе тужба против ВМРО ДПМН во вредност од 10.000 евра. Видете, покрај толку многу скандали, покрај се, она би рекол, актуелно што се случува во државата, сметам дека Русковска навистина има, односно треба да има полни раце на работа, односно да се занимава со сите овие скандали кои што се случуваат во Република Македонија. Еве, например, еден од последните и се уште актуелно е пропаѓањето на Евростандард банка. До сега не видовме буквално нити еден збор, ниту коментар што е превземено или што планира Русковска да превземе, имајќи го во предвид фактот дека огромни суми на пари се исплаќале на токму на струмички фирми и тоа без покритие. Нека излезе Русковска, нека каже нешто за тоа, нека постапи, а потоа ние како ВМРО ДПМН и како личности ќе одговараме за тоа што ја кажуваме вистината. Ви благодарам.